Ќе прочитаме целиот псалм и повторно ќе ве охрабрам, најдете си дома време да го научите псалмот напамет. Само 6 стихови се во прашање, ама многу ќе ви се најде во животот, верувајте дека ќе има ситуации кога словото кое што е посадено во срцето, кога не можеш да отвориш Библија пред тебе, кога си во одредена ситуација, доволно е да се потсетиш на некои ветувања кои што Бог ти ги дал во неговиот збор. Псалм 23. Господ е пастир мој, ништо нема да ми недостасува. Тој ме одмара на зелени пасишта и ме води на тихи води. Ја закрепнува душата моја, ме води по патот на правдата заради името свое. Кога би тргнал и по долината на смртната сенка, нема да се исплашам од злото, зашто ти си со мене. Твојот жезол и твојата палка ме успокојуваат. Си приготвил пред мене трпеза пред очите на непријателите мои. Си ја помазал главата моја со миризливо масло и чашата моја се прелева. Само добрина и милост ќе ме придружуваат преку сите денови на мојот живот и јас ќе престојувам во домот Господов многу дни. Има интересна динамика овој псалм. Првите 3 стихови е, Господ е пастир мој, ме одмара на зелени пасишта, ме води на тивки води, ја закрепнува душата моја. И тие први 3 стихови на некој начин Давид ни отсликува некоја повесела слика. Така, кога читате ме одмара на зелени пасишта, ќе си замислите овца, зелени пасишта, мирно е, тука има тивка вода, пастирот се грижи за неа, некоја повесела слика. Доаѓаме до стих 4, каде што, кој што спомнав минатиот пат, во музиката имате она што ги викаме молски акорди и имате и дурски акорди. Дурските се оние повеселите, молските се оние малце потажните. Стих 4 во одредена смисла е молскиот акорд во Псалм 23, каде што малце се менува сликата. Зборуваме за зелени пасишта, за тивки води, за одмор и одеднаш долина. Долина на смртна сенка и зло. И сега повторно се враќаме во стих 5 на една малку повесела слика, каде што вика си приготвил пред мене трпеза пред очите на непријателите мои. Си ја помазал главата моја со миризливо масло и чашата моја се прелева. И во овој псалм на некој начин ни се објаснете или дадени различните фази во кои што ќе се најдеме во животот. Има фази во животот кај што ќе се најдеме, кај што ни е повесело, подобро, Господ не одмара, ни дава починка, спокој и така натаму. Има некои други фази кои што можеме ги споредиме со долина на смртна сенка. Или во некој преводи пишува во долина на длабока темнина. И повторно после тоа има и повторно моменти кога минуваме низ некои долини се пократки, некои долини се подолги. Оно што мора да го имаме на уме дека вика нема да се плашам од злото, зашто ти си со мене. Тоа го зборевме пред некој ден со Славица, со Сандра, дека некој пат нашето искуство додека минуваме низ некои долини е дека кога ќе поминам низ долината на смртната сенка, главата не знам кај ми е, паничам и така натаму. Зошто? Бидејќи заборавам дека Бог е со мене. Овие две работи се поврзани. Ако се сетиме низ долината дека Бог е со нас, не викам дека ќе биде лесно и ќе си пееме и се ќе помине така, ќе биде весело. Ќе има страдање, ќе има болка, ќе има непознати моменти, ќе има тешки моменти. Ама нема да се уплашиме дека тие моменти ќе не уништат. Нема да се уплашам од злото. Ако се сетам дека Бог е со мене. Ако подзаборавам дека Бог е со мене, се разбира дека ќе реагирам на сосема по некој начин. Доаѓаме до стих 5. Се приготвил пред мене трпеза пред очите на непријателите мои. И во овој стих или во овој дел од стихот, оваа прва реченица, Давид објаснува една слика со два аспекти од кои што едниот е попријатен, ако може така да кажеме, другиот не толку многу пријатен. Си приготвил трпеза пред мене, ако ви каже некој дека некој ви приготвил трпеза, ви е убаво. Пријатно чувство. Така? Ама пред лицето на моите непријатели, тоа па баш и не е баш толку многу пријатна слика. И сега што значи се тоа? Мислам дека еднаш или барем два пати да се ги имам спомнато книгата. Вие што знаете англиски јазик, ако можете, најдете си ја таа книга, прочитајте ја, бидејќи ви даде многу интересен увид на Псалм 23. Има напишано човек по име Филип Келер, кој што порано па има работено како пастир. Христијани има работено како пастир. И он дава негов коментар
на Псалм 23 врз основа на пастирското искуство кое што тој го има. И сите овие процеси кои што ги објаснува тука Давид, он ги објаснува од прва рака како он се грижал за неговите овци. Вика, се тоа јас го правев за моите овци. И еве што тоа значи за нас денес. Вика, си приготвил трпеза пред мене. И она што го вели Келер давале многу интересен увид. Вика, кога пастирот ги води овците на ново пасиште. Нели, ќе отидат на едно пасиште, ќе изедат што има за јадење и треба да ги носи на ново пасиште. Она вика што он треба да се направи да се осигура да најде начин како да отиде да ги остави овците или не навечер да ги остави со некој друг овците за да отиде он и да побара пасиште за нив. Значи не е сега идеме сега па што најдеме по пат тоа ќе јадеме. Не може он ако има 100, 200, 300, 500 илјада овци да рече што најдеме ќе јадеме. Он мора да се осигура дека пред нив ќе има трпеза. Дека ќе биде подготвено. И вика, она што добар овчар, добар пастир го прави, ги остава овците некој друг барем за еден ден да му ги чува, оди во околината, наоѓа добро место каде што они може да пасат. Не само тоа, туку го чисти колку што може од билки кои што би им предизвикале дигестивни проблеми на овците. Пошто овцата не може да се што е зелено го касне. Некој од храните некој од билките кои што овцата ги јаде, ако ги јаде, ќе почне да се дуе, се полни со гасови. Така? И он колку што може ги корне тие, за ако ќе ги донесе овците на ова место, да имаат подготвено трпеза. Си приготвил трпеза пред мене, значи дека ти ги познаваш моите потреби и идеш пред мене и го подготвуваш тоа што мене ми е потребно. Интересно е дека прво Давид во трети стих вели дека го води по патот на правдата заради името свое. Значи, ајде да речеме овцата го следи пастирот, идат низ долина на смртната сенка, и ако го погледнеме овој псалм хронолошки, после долината на смртната сенка што иде? Трпеза. Со други зборови, јас верувам дека додека сме во таа долина, Бог има нешто за нас. Иако некој пат ни е тешко да го видиме тоа. Каква и да е таа долина, не мора да е буквално соочување со смртта, може би е соочување со некакво зло, со некаков мрак, со некаква темнина. Ама оно што треба да го имаме на уме дека кога Бог не води низ некоја долина, секој пат сака да не однесе на некој место. Кога Бог ги водеше израелците низ пустина, не беше идејата они цел живот со генерации и генерации, иако заглаве 40 години во пустина, не беше идејата да останат таму. Туку беше минуваат низ пустина, зошто? За да стигнат во ветената земја. Некој пат минуваме низ долина и од другата страна на таа тешка долина има Бог подготвено трпеза за нас. И Давид вели, Бог ја подготви оваа трпеза, или Бог покажува грижа за мене пред лицето на непријателите мои. Може би ние повеќе ќе сакавме псалмот да вели вака: Господе, ти си приготвил трпеза откако ги истреби сите мои непријатели, и јас сега како овца си дојдов таму, си пасам, ни волци околу мене, ни грабливци околу мене, пастирот ги степа сите. Ама Давид вели не, тука се и моите непријатели. Ама сепак Бог ме благословува на очиглед на моите непријатели. И ако ги читате псалмите на Давид, ќе видите дека многу често се зборува за неговите непријатели. Дури во некои псалми Давид бара Бог да ги казни неговите непријатели. А ги имаше стварно доста ги имаше во неговиот живот. И ова приготвување на трпеза пред очите на неговите непријатели, приготвување на трпеза мене барем ми комуницира грижа дека како што пастирот си ја знае овцата и знае што и треба, така Бог не знае нас и знае што ни треба. И ни го дава тоа што ни е потребно. А самото тоа дека го прави пред лицето, вика, на моите непријатели, значи дека непријателот не може да ме уништи, и значи дека имам победа над непријателот. Не во своји сили. Бог ми ја дава таа победа пред непријателот. И во стих 4, зарем тоа не е поентата на стих 4. Вика, зашто ти си со мене, нема да се плашам од злото, зашто ти си со мене. Давид не вели, кога ќе тргнам низ долината на смртна сенка, ти ќе земе сега на пушка и ќе истепаш се што овдека и на мене ќе ми биде таман. Не, злото е тука. Злото е присутно. Непријателот е присутен, ама Бог ме благословува на очиглед на мојот непријател. Бог не ни ветил дека додека сме тука на земјата, нема да бидеме
подложни на искушенијата на непријателот. Бог не ни ветил додека сме тука на земјата дека нема да имаме никакви непријатели. Кога зборам за непријатели, не зборам само за луѓе. Напротив, ќе спомнам, имам ние духовен непријател, кој што најопасниот непријател кој што еден христијанин може да го има. Ама Бог ни ветил дека нашите непријатели нема да ни уништат нас. И тоа е многу важно да го имаме нум. Се разбира, се додека го следиме него. И ако се обидеме да го преведеме, нели, поимот непријатели, ајде сега да речеме во наш денешен контекст, што значи непријатели? Си приготвил трпеза, односно се грижиш за мене, ми покажуваш грижа, ми издаваш заштита пред лицето на моите непријатели. Може верникот да има човек кој што му е непријател. Некој кој што те фатил на пик и едноставно сака да ти наштети. Тоа е сосема возможно. Ама во Новиот Завет, апостолот Павле во посланието до Ефесијаните вели дека нашата борба, ќе се сетите на тој стих, не е против крв и месо. Со други зборови, во суштина, борбата на верникот не е против било кој човек, иако некој човек можеби сака нешто да ме наштети, можеби ме навредува, можеби е против мене, како и да е. Во суштина, твојата борба и мојата борба, апостолот Павле вели, е против духовни сили. Односно, против оние кои што ги контролираат делата и зборовите на луѓето. Нашата борба е против оној внатрешен глас кој што не тера да сгрешиме. Нашата борба е против оној внатрешен глас кој што, ако може така да кажам, кој што секој од нас го има заради грешната природа, кој што не потикнува да влеземе во грев, не потикнува да не простиме, не потикнува да се лутиме, не потикнува да се гневиме, да љубомориме, да покажуваме гордост и така натаму. Против тој непријател е нашата борба. Апостолот Петар вели во неговото послание, прво Петрово 5 глава 18 стих, вели дека имаме непријател кој што кружи околу нас и рика како разјарен лав. И вика, чека само некого да растргне. И Давид вели, си приготвил трпеза пред мене, пред очите на моите непријатели. Не го уништи. Нашиот непријател, според Светото писмо, е поразен непријател. Тоа мора да го имаме едно. Светото писмо многу јасно ни кажува дека на крстот на Голгота, кога Христос плати, кога умре, кога плати за нашите гревови, по 3 дена кога воскресна, нашиот непријател и силата негова е скршена. Имаме непријател кој што ја изгуби војната, ама не му е зададен буквално последниот удар. И додека да му биде зададен последниот удар, он ќе се обиде тука таму да освои под некоја битка. Во твојот живот и во мојот живот. Неговото име е Сатана и на било кој начин ќе се обиде да дојде до твоето срце, да дојде до моето срце. Бидејќи Светото писмо јасно кажува дека срцето е центарот на човековото битие. Од се што е за чување, најмногу пази го своето срце. Изреке така, зошто? Бидејќи од него извира животот. Односно, се што правиш во животот извира од тоа што ти се случува тука. И непријателот ќе се обиде на било кој начин да дојде до тука. Преку грев, преку искушенија, преку сеење раздор во семејството. Не зборам само за семејството црквата како семејството. Секој од вас има свое семејство. Таму ќе се обиде да дојде до твоето срце, преку тоа. Ќе се обиде да сее раздор или да дојде до нашето срце преку гревови кои што сме ги направиле во минатото и сме побарале простување за тие гревови, ама ќе дојде да ти набива вина денес, дали ти е сигурно тебе простено тоа? Ќе се обиде да дојде до нашето срце преку самоосудување. Си побарал простување за нешто, Бог во неговиот збор ти рекол, јас ти простив, и дојде ти вика, сигурно ли е тоа? Некој пат преку самосожалување. И така ќе дојде непријател. Знаете, самосожалувањето е многу сериозна состојба, кога човек ќе се најде во тоа. Зошто? Затоа што се ќе биде, се е против мене, никој не е со мене, животот не е фер, така натаму, јас сум оставен сам на себе, само на себе и така натаму. И
за многу кратко време ти знаеш дека веќе непријателот го има твоето срце. Имаме тако, сите овие нешта, сите овие моменти од секојдневието кои што ги набрав, па и многу други, не се само, се случува нешто во мене. Не. Овие се духовни напади. Не може само да ми се случува мене да му се налута на некој и 5 година му држам лутина. Не, тоа е духовна борба. Не може само сожалувањето да биде, тешко ми е така во животот. Не, тоа е духовна борба. Конфликтите во семејството. Не е само, нака се скаравме нешто. Не има некои конфликти од кои што семејства се распаѓаат. И тука непријателот е виновен. Односно, он иницира нешто и ние само потикнуваме на тоа кое што тој го иницира. Ама Давид вели, имам непријател, ама Бог ме благословува и ме заштитува на очиглед на мојот непријател. И што ова значи за нас денес? Тоа значи дека верувам дека кога ќе се најдеме во ситуација да сме свесни дека непријателот е во наша близина. Дека непријателот сака да направи нешто во мене, во моето семејство, во мојата заедница. Паметна овца знае дека пастирот е тука и очекува грижа од пастирот. Добар пастир. Господ Исус вика, имате пастири, имате наемници. Наемникот кој ќе дојде некаква опасност, скока преку оградата и си бега, многу му е гале за овците. Ама Господ Исус во Евангелие според Јован вели, јас сум добриот пастир. Кога непријателот ќе дојде блиско до тебе, кога непријателот ќе дојде блиско до твоето семејство, дојди кај пастирот. Бидејќи пастирот може да те заштити од нападите на непријателот. Не да те заштити да не бидеш нападнат. Камо да беше така? Јас имам добар пастир, он има само една пушка овдека, еден снајпер има, види волк ќе го отепа и готово, волци нема. Не, туку кога се тука волците, кога се тука грабливците, он нема да дозволи тој грабливец да ми го одземе животот. Ја би рекол, нема да дозволи, може да ми го одземе семејството. Зошто? Бидејќи очекувам и се надевам на него. Вика, приготвува трпеза, односно се грижи за моите потреби и ми дава заштита и победа над непријателот. Следен пат кога ќе бидеш во некоја ситуација кај што знаеш дека непријателот се обидува да дојде од твоето срце, ти можеш да отидеш сам да се бориш. Види, овцата кога е тука пастирот и кога е тука непријателот, овцата може да се јачи и да отиде да се бори со волкот, така? Со среќа. Верникот може да се јачи и да рече, кој бе, јас сатаната, јас нешто. Со среќа. Јас ќе решам оваа ситуација. Тере, реши ја. Па ќе видиме до кај ќе решиш. Или може да речеш, јас го имам пастирот. Знаете, ние кога бевме мали, може би сте уште се користи тој збор, кој имаш некој што те брани, вика, он ми е грб. Ти знаеш некој грб кој му е? И во зависност од некој кој му е грб, или се закачаш или не се закачаш со него. Си имам закачано јас од луѓе кои што имале добар грб, па знам како поминало тоа на крај. Ама грб ми е мене пастирот. И кога ќе дојде непријателот, кога ќе дојде нападите, или се повикувам кон него, или одам сам. И во зависност од тоа како пристапувам, ќе видам какви ќе бидат резултатите. Втората реченица, ако може да кажеме во овој стих, си ја помазал главата моја со миризливо масло, или со масло, или во најновиот превод, мислам дека пишува на псалмите, со елеј. И за мене овој мислам дека е најинтересниот дел од псалмот. И ќе ви кажам зошто. Предпоставам, се надам на некој од вас ќе му биде интересен откако ќе го објасниме. Значи, што е поентата со си ја помазал главата моја со миризливо масло и каква врска има сето тоа со пастири, со овце и со нас денес? Не знам дали ви се гади ако слушате за бубачки. Некои луѓе се гадат од бубачки, од инсекти, од ларви и така натаму. Ако ви се гади, пред време да ви се извинам, ама мора да се објасни тоа што мора да се објасни, за да го сфатиме текстот. Една од најслабите точки на овцата е нејзиниот нос. Ноздрите. Она што често знае да се случи во лето, особено во лето, кога има инсекти, кога се и се што лета наоколу, е некои инсекти да влезат во нејзините ноздри и да положат јајца. Тие јајца после неколку денови од нив излегуваат ларви и тие ларви почнуваат да ја прават проблеми на овцата во нејзиниот нос, во нејзините ноздри,
па е малце и малце подлабоко. Нивното дејство, они веќе си имаат свој домакин. Носот на овцата или главата на овцата им е нивни домакин, тие ларви, и ларви ко ларви мораат нешто да се хранат, така не живеат од воздух, мораат нешто да се хранат. Хранејќи се од својот домакин, предизвикуваат болка, чешање, воспаленија и така натаму. И сега овца ко овца не знае што ѝ се случува, знае дека има некаква мака, ама не знае што ѝ се случува. Има неколку непријатни начини на кои што овцата се справува со таа болка, со таа иритација, со тоа воспаление. Најчесто е триење на главата од земја, тресење на главата или удирање на главата од нешто. Келер во неговата книга вели дека ако доволно длабоко навлезат тие ларви во главата на овцата или во тој дел, може да предизвика слепило. И сега, очигледно дека овцата има некаква мака. Така. Друг сериозен проблем, за кој што можеби не зборува овој псалм, ама исто така Келер го спомнува во неговата книга, е шугата, што се јавува кај овците, вика најчесто ги напаѓа кај главата. И овците добронамерно си ги тријат главите како знак на грижа, си ги тријат главите на со друга и многу брзо се шири и шугата во стадото. И сега, добар пастир е оној пастир кој што, знаете, како велат, ние имаме дете само 10,5 месеци, ама отприлика сега го знам како диши. А вие што имате подолго време деца, значи се знае за него. Значи само вака ќе го видиш и ти можеш да му дадеш дијагноза од глава до пети што му е тажен, радосен, нешто потиштен и така натаму. Освен за некој што се птењаки глумци, ама и тој глумецот кад-тад ќе попушти, така. Добар пастир нема едно дете за кое што се грижи, условно кажано, на една овца. Има стотици овци. Добар пастир го препознава однесувањето на овците. И улогата на добриот пастир покрај друга задачата е да примети дали има некое вакво однесување. Дали некоја овца си ја трие главата од земја, дали ја тресе цело време, дали ја мава од нешто и се разбира. Ако најде такво нешто, пастирот треба да реагира. Да види кои се симптомите и да реагира. Во старозаветно време, решението, па и не само во старозаветно време, во поново време, некаде решението е се зема, Келер го кажува тоа во неговата книга, се зема масло и се прави раствор од масло. Се става масло на некои други работи, се прави раствор и се иструва врз главата на овцата. Се иструва, па дури треба да навлезе тоа до ноздрите неизини. Ќе ја фати, ама убаво ќе ја стисне овцата и разгора ќе истури од тој раствор. И идејата е дека тој раствор, тоа условно кажано помазување на главата со масло, ќе ги заглуши ларвите во нејзината глава. И на тој начин пастирот го решава проблемот на овцата. Не е пријатно искуство за овцата. Ќе видите тоа, не треба да ќе фати, ќе зграби, нема кај да бега, исто како дете кога треба да му даеш лек. Не сакаш лек, ќе го фатат мајка и татко за нозе за раце, ќе му го даеш лекот, мора за негово добро е. Пастирот ќе зграби овцата и ќе го направи тоа со цел да ја помогне. За шуга некој пат денеска, ќе видите на интернет и ќе прочитате и по литературата, се користи нешто што на западот се нарекува шип дип. Нели како што имаме чипс дип, нели ќе си направиш некој сос и ќе си брцнеш внатре па ќе си каснеш. Шип дип е еден како голем базен кој што исто така полн со лек и сите овци мора да поминат низ тој базен. Ама во времето на Давид немало шип дип, имало дојде дека таа маслото врз глава, зошто? Бидејќи мора да ти се помогне. И како што Давид опишува во стих 5 дека има надворешни непријатели, си приготвил трпеза пред очите на моите непријатели, он вика, знаеш што, има надворешни непријатели, ама имам внатрешен непријател на некој начин. И во наш контекст денеска, ќе ми дозволите повторно да се вратам на она идеја дека имаме духовен непријател, сатаната, кој што, како што тие инсекти положуваат ларви во носот на овцата, па после тоа тие растат и прават проблеми во главата, главната задача на сатаната е да положи, ако може така да кажам, мисли во нашите умови. Сатаната никого не тера ништо да направи. Неговата главна задача е искушението. Како ние ќе реагираме на искушението, или ќе одиме по патот на праведноста, или ќе одиме по патот на она што се нарекува безбожност. Имаме непријател кој што
Сака да посе од неговите, сака да положи од неговите јајца, кои што после тоа ќе прераснат во ларви, условно кажано, символички кажано, и ќе почнат да ни прават проблеми во главата. Ќе почнат да, што се вика, да ни растат бубачки во главата. И предпоставам ви се има тоа случајно некој пат. Ќе земеш и од една мисла ќе почнеш да си создадеш ќе си направиш цела слика за некој човек, ваков е, таков е, онаков и така натаму, и после сваќаш дека нема врска тоа. Или од една ситуација леле ова, тоа и тоа ќе ми се случи, сваќаш дека на крај не биднало така. Тоа се бубачките кои што во главата почнуваат да работат. И оно што нам ни е потребно е грижата на добриот пастир. И сега некој ќе рече, добро, што значи сега маслото врз нашата глава и така натаму. Во Светото писмо маслото некогаш е символ на Светиот Дух. Ние веруваме во Светото Тројство. Татко, Син и Свети Дух. Таткото го прати Синот на овој свет да плати за нашите гревови, умре, воскресна, се врати кај таткото и нам ни е даден Светиот Дух, кој што е тука и живее во секој кој што верува во Христос. И некој пат Светиот Дух се објаснува или се споредува со масло во Библијата. И како што на овцата и треба масло, или тој раствор од масло за да ја помогне со тие внатрешни ларви, на христијанот му треба Светиот Дух, му треба исполнувањето со Светиот Дух за да му помогне со сите внатрешни борби. Исполнување на Свет Дух се добива преку покаяние, се добива преку читање на Божјиот збор, се добива преку славење, преку молитва. И јас имам искуства кај што ќе се исполни со Свет Дух само со разговор со некој, ќе отидеш со некој, ќе се седнеш, ќе се направиш мобет и ти после чувствуваш дека со Божја сила можеш да газиш пред тебе. Односно чувствуваш некоја нова духовна сила во себе. Тоа е исполнување со Светиот Дух. Како што на овцата и треба масло, на верникот му треба исполнување со Светиот Дух. И ова ни треба на сите нас. Бидејќи сите ние имаме секојдневни борби или секојдневни ситуации во кои што непријателот само сака да положи некој јајца во нашите умо или во нашите срца, како сакате кажете го тоа, за тие да преминат во ларви после тоа и да почне да ни прави проблеми во главата. И од тоа се разбира, че страдаме само ние. Односно не само ние, страдат и луѓето околу нас. Една работа е јас имам мои борби, па јас се борам како знам. Ако имаш пријатели, ако имаш семејство, ако имаш луѓе кои ќе се грижат за тебе, твоите борби никој пат не се само твои. Бидејќи имаат влијание на секој друг во твојот живот. Не на секој што те познава, ама на најблиските во твојот живот. И оно што Келер го вели во неговата книга е дека не е доволно, кога има ваква состојба овцата, не е доволно пастирот само еднаш да истаи масло и завршена работа цело лето, ти веќе терај си гале немаш. Не, вика, таа доза треба да се повтори. И да се повтори. И да се повтори. Зошто? За да се осигура дека тоа нема да се случи. Апостолот Павле вели, исполнувајте се со Светиот Дух. Не исполни се со Светиот Дух и сега ти следните 30 години мирен си, гале немаш, се е во ред. Не, туку постојано. Треба да го бараме тоа исполнување со Светиот Дух. И она што верувам дека овој псалм не покрај другото не поттикнува е кога ќе имаме такви моменти, кога ќе се сочуваме со такви непријатели, да не се бориме сами. Да не се бориме сами, туку како овца која што има мака, како знае да доаѓа пред пастирот, така и ние кога имаме мака, да знаеме да дојдеме пред пастирот и да побараме помош од него. Знам дека не секогаш го правиме тоа. Знам дека некогаш сакаме во свој сили на свој начин да се бориме со тие нешта, ама Бог има решение за тие бубачки во нашите глави. Бог има решение за тие работи кои што се во нашите глави, кои што растат, а не треба да бидат таму. Оние нешта кои што им дозволуваме да се хранат од нас, а кои што не треба да се хранат од нас. И на крајот Давид вели, од овој стих вели, си ја помазал главата моја нели со миризливо масло, на крајот вели и чашата моја се прелева. И во овој стих, како и во целиот псалм, па и често во Светото писмо, она што го прават авторите е дека користат нешто материјално за да ни пренесат некоја духовна вистина. Трпезата,
маслото и чашата не се буквални во овој стил, во овој стих. Да, он ги користи како нешто што е буквално и реално, ама сака да пренесе одредена поента. И во писмото, чашата се користи некој пат за Божиот суд, а некој пат се користи, и тој го има во Псалм 16, повторно Псалм на Давид, се користи како, ама ќе го објаснам овој збор, бидејќи сметам дека во нашето поднебје му треба објаснување, се користи за судбината на човекот. Судбината од перспектива не така ти пише не стати туку, она што Бог ти го дава како благослов. Начинот на кој што Бог те обдарувал, начинот на кој што Бог те поставил во одредени околности, начинот на кој што Бог го води твојот живот. Во Псалм 16 исто он зборува: чашата ми е преполна. Е задоволен од тоа како Бог се грижи за него. Не е чашата ми е преполна како Бог ме наполни со неговиот суд, бидејќи некој пат и слика за судот. Чаша од перспектива на она кој што Бог ми го дава. Она кој што таму кај што Бог ме поставува. И он тука вели чашата моја е преполна. И верувам дека со тоа како да сака да каже, знаеш што, кога ќе погледнам околу себе, како што една овца е задоволна од се што пастирот прави за неа. Од заштита до водство, до одмор, до закрепнување, до се, и она сваќа дека, абе тука имам се што ми треба. Овој пастир што се грижи за мене ми дава се што ми треба. Чашата моја се прелева. Тоа е поентата. На почетокот од Псалмот Давид вели: Господ е пастир мој и ништо нема да ми недостасува. Ништо нема да ми недостасува. И чашата моја се прелева, се во суштина многу слични изрази. Со други зборови, во него наоѓам се што имам и чашата моја се прелева, во него добивам се што ми е потребно. Овој израз, чашата моја се прелева, нели е знак на некој изобилие. Едно е да имаш ти чаша да ставиш до пола или до некаде горе, вика, знаеш што, кога ќе ставам, тече од чашата. Во Бог имам премногу. Некои луѓе го земаат овој стих и го злоупотребуваат и велат: да, за материјални богатства чашата твоја има да се прелева, нема да знаеш кај ти е главата од многу пари, само ти верувај му на Бог. Нема врска тоа со материјални богатства. Ова е поише со се што читаме во Псалм 23, со грижата, со заштитата која што пастирот ја дава на овцата. Христос, сеќавате во Евангелие според Јован глава 10 вели дека вика непријателот доаѓа да украде, да убие и да уништи, а јас дојдов да им дадам живот и да им дадам живот во изобилство. Повторно, не се зборува тука за материјални богатства. Тука се зборува за духовни богатства и духовни благослови. Оно што го дава Псалм 23 како ветување, оно што го дава Јован 10 глава како ветување Господ Исус во тој стих е: знаеш што, ако ме следиш, чашата твоја може да се прелева. И не викам дека сега тоа значи дека христијанот мора 24/7 секој момент на неговиот живот да биде: леле колку ми убаво, леле чашата моја се прелева. Ки има моменти кога ќе речеш: знаеш што, Господе, чувствувам како чаша моја да е празна и вака некој ја свртел за скроз да се испразни, ни на капка нема. И има моменти кога ќе чувствуваш така, не викам дека не. Ама ова е ветување кое што ни е достапно. Пак ќе речам, не мора да значи дека во секој момент ти имаш други псалми кај што Давид вика: не знам ни Господ каде, ни шо прави, ни како прави, главата не знам кај ми е, буквално. Ама има моменти, не треба да забораваме дека ова ни е достапно. Кога го следиме пастирот и кога чашата наша ќе се прелева од духовни благослови. И знаете, кога нешто се прелева, може да има и за другите. Кога се прелева од мене нешто, кога се прелева Божиот мир од мене, ќе можам да го однесам кај другиот. Кога Божјата љубов се прелева од мене, ќе можам да ти ја покажам тебе. Некој рекол дека човекот може да има 3 ставови во животот. Оптимистот вели дека чашата негова е полупразна, или празна, или како и да е. Не, песимистот вели дека неговата чаша е полупразна, или празна и така натаму. Тоа го вели песимистот. Оптимистот вели чашата моја е полна, а псалмистот вели чашата моја се прелева. И прашањето е со каков пристап ќе имаме ние во животот. Повторно ќе напомнам, не значи цело време насмеа, накезен и тебе сите овците се на број. Ќе има моменти кога ќе страдаме, ќе има моменти кога ќе патиме. И во овие стихови, и во овој псалм, Давид не пишува дека секој ќе биде добро во животот, дека секој биде добро во животот.
туку дури покрај присуството на злото, и покрај присуството на непријателот, и покрај било што друго во животот, јас ќе се насочам на тоа што Бог ми го дава. Јас ќе се насочам на чашата која што Бог ми ја дава. Давид многу јасно зборува за реалноста на непријателите, за реалноста на злото. И многу е лесно, знаете, во свет како што е нашиот, дури ќе речам, во држава како што е нашава, особено во контекст на тоа што се случува денес и така натаму, човек постојано се жали, постојано да биде паднат и постојано да негодува. Тоа е најлесното нешто кое што човек може да го направи, бидејќи природно ни доаѓа тоа. Видиш каков хаос има. 5 минути да гледаш вести, ти веќе ти да го скршиш телевизорот и веќе никој па да не отвориш, пошто си изнервиран. Грев, беззаконие, криминал, корупција насекаде. Повикот за верникот не е да рече да ставам розови наочари, таа вака, нема грев, каков грев, што ти е Господ е добар, се е под него контрола и така натаму, се си супер. Не, повикот за верникот, за христијанинот денес во Македонија во 2025 година е свесен за злото околу себе. Свесен за ужасот и хаосот и корупцијата и гревот и така натаму околу себе, да рече, знаете што, јас мојата утеха ја наоѓам во Господа. Јас мојата надеж ја наоѓам во Господа. Не се надевам дека ако ружата или лавчето дојдат на власт, дека ќе ја средат работата. Не. Јас се надевам на Господа. И Он има контролата на мојот живот и знам дека во крајна смисла што да се случува зависи од Него. Не се надевам на системи создадени од човекот или на политички програми кои што во следните 4 години ќе ми решат нешто. Мојот живот е во рацете на Господ. Не значи дека седам пасивен сега дома и чекам да ми даде Господ од небо. Ќе си го правам тоа што се очекува од мене. Ќе одам на работа, ќе се грижам за луѓето, ќе се грижам за семејството, ама знам дека имам добар пастир кој што се грижи за мене. И се додека го следам, се ова што е запишано во неговиот збор може да стане реалност и во мојот живот.